Благодарам колега Джафери. Бидејќи оваа дебата ми наликува на диалог на глуви, дебатираме, нема реплика, нема објаснување која е причината за оваа постапка. Најдобро е, мислам, во оваа сала да дојде министерката и да почне пред македонската јавност да објаснува што се случува во тоа министерство. Ова е таа пишма начија влада за која што ви зборуваме повеќе од 3,5 години. Да бидеме попрецизни, ќе започнам хронолошки да ви ја објаснувам генезата на донесењето на овој закон. ЗАЕВ, прогресивниот данок ќе придонесе за праведно општество во Македонија. На оваа негова храбра Бошко Буха изјава реагираше Германската стопанска комора, која што, водејќи се врз незиното искуство, врз незиното познавање на економијата, врз незината желба да ги продолжи добрите практики воведени од ВМРО ДПМН при отварањето на технолошко-индустријските развојни зони и носењето на инвеститори во Република Македонија, на 11 декември, точно пред една година, ја испрати оваа порака. Делегацијата на германското стопанство во Македонија не го поддржува зголемувањето на данокот на личен доход. Воедно сакаме да искажеме нашата критика за невклучувањето на приватниот сектор во диалогот за новиот закон. Значи и по коморите било диалог на глуви. Македонија како дестинација за странските инвеститори воглавно е конкурентна со предвидливоста, долгорочното планирање и правната сигурност. Со новиот закон се оддалечуваме од фиксната стапка на рамниот данок, а со тоа не само што се зголемуваат трошоците за компаниите, туку првично се создава несигурност кај стопанствениците. Тоа што денес се случува, Германската стопанска комора ви го предвидела пред една година. Што да помисли другиот бизнис сектор за овие ваши лутачки, талкачки политики? Која е сигурноста што им ја давате на стопанството со промената на законските решенија, непромислено онака од ракав на секои 3 месеци? И сега се враќаме на старото законско решение. Но сега мислам, колеги, дека е касно. Заради ова максимално штетно законско решение, многу фирми си заминаа од Република Македонија. Многу македонски мозоци, многу програмери, многу градежни инженери, многу архитекти ја напуштија државата. Многу компании кои што благодарение на ВМРО ДПМН и претходните контакти планирале својата економска дејност да ја продолжат во Република Македонија, заминаа. Затоа што не сакаат да имаат работа со влада која што своите одлуки ги менува за 10 месеци, за 5 месеци, за 13 месеци. Во мојата дебата после ќе зборувам и која била според нас причината за донесењето на ова законско решение. Како според советникот на претходниот министер за финансии Тевдовски, ова законско решение предвидувало испомпување на 50 милиони евра во приватни џебови, кои што потоа во нашите дискусии ќе кажеме за точно за кои поединци било наменето ова штетно законско решение. Ова треба да го гледаат, треба да го слушаат и да го читаат граѓаните на Република Македонија. Ова го знаат стопанствениците и го знаат работниците. Ви благодарам. Трајко Велјановски, реплика.